Во собранието пред малку заврши гласањето за побараната интерпелација на министерот за внатрешни работи Панчо Тушковски. Тамара Дичовска известува оттаму. Тамара, кој беше финалниот резултат? Колку од претениците гласа за разрешување на министерот, а колку мина му ја дадоа повторно својата добарба? Интерпелацијата за министерот за внатрешни работи Панчо Тушковски беше неуспешна. Само 20 пратеници гласа за ова интерпелација, односно дека министерот Тушковски треба да сноси политичка одговорност, додека 72 пратеници беа против интерпелацијата на Тушковски, што беше известно со оглед на тоа што ВМРО-ДПМНЕ коалицијата го има мнозинството пратеници во собранието. Но сепак во текот на целиот ден тука во собраниската сала се дискутираше, а опозицијските пратеници бара оставка, министерот Тушковски да си поднесе оставка како од морални причини, така и поради пропустите кои што ги направил во истрагата Министерството за внатрешни работи за истрагата за трагедијата во Почани. Од ДУИ денеска и од собранието го повикаа да си поднесе оставка, бидејќи тие сметаат дека Министерството за внатрешни работи истрагата во Кочани ја води селективно и по етничка основа. Сметаат дека не се апсат вистинските виновници, туку се апсат политичките противници на ВМРО-ДПМНЕ, но и дека се апси по етничка основа, биле уапсени функционери кои што веќе десетина години не се во системот, додека актуелните ниту се осомничени, смета дека се приведуваат луѓе по политичка нарачка. Нова Тушковски им реплицираше дека од 68 осомничени лица, само 10 се албанци, додека другите 49 се македонци, па за каква селективна истраги на етничка основа зборуваат од ДУИ. Во продолжение ги слушаме пратеничката од ДУИ, министерот Тушковски. Ова не е прашање на политички партии, ова не е ДУИ, ова не е ни СДСМ, ни ВМРО. Ова е борба помеѓу вистината и неправдата. И сите албанци тоа го чувствуваат во душата. Кон нив се врши институционална агресија, офиќајќи ги и начинот како се истражува ова. Значи, се бркат албанците кои се во институцијата, нивните имиња се одредени, нивната вина е готова да се објави, зошто бидејќи ова влада бара виновници по етничка националност, не со факти. Досега осомничените лица, нели цело време говорите за како тоа ова било насочено само спрема албанците, како не знам, биле угнетени и така натаму и така натаму. 49 лица од осомничените се македонци. 10 се албанци, 2 се бошњаци, 1 е ром. Сега, јас не сум крив што цело време на функција во овие институции предходно токму вие сте ставале од вашите кадри да бидат носители. Јас не сум крив за тоа. Да, од левица кои што беа и подносители на ова интерпелација за Тушковски, денеска во текот на целиот ден од собраниската говорница го повика барем поради морални причини да си поднесе оставка, но и прашуваат зошто ниту еден актуелен началник од МВР не е уапсен со оглед на тоа што тие работеле една година и биле назначени од Тушковски, од кога тој е министер и знаеле дека дискотеката работи, но не постапиле, но и прашуваат зошто, како едно од клучните прашања, акцијата почнала во 2:30 часот по полноќ, а претходно раководителот на смена не направил безбедносна проценка и отишле на друго место да прават проверки, а не во дискотеката каде што имало над 500 млади лица, меѓу кои и малолетници. Министерот Тушковски пак им реплицираше дека не е во ред да кажува дека полицијата не работела, бидејќи и во истрагата се уапсени 16 полициски службеници, меѓу кои еден актуелен, а еден полициски службеник загинал во пожарот, како и дете на друг полициски службеник, а истрагата се уште е отворена. Во продолжение ги слушаме пратеничката од левица Јована Мојсовска и министерот Тушковски. Одговорниот на смена Драган Петрушев никаде го нема во осомничените полициски службеници. Нема ниту еден осомничен полициски службеник кој одлучил дека вечерта оперативната акција во дискотеката Пулс треба да почне во 2:30 часот, а јас ќе цитирам една огорчена мајка која рече дека и врапчињата знаат дека тука во Кочани има огромен синџир на дрога и корупција. Каде е пресечен тој синџир кога во ова истрага нема осомничен ниту еден актуелен началник? Како може експресно да се најдат пораки
во телефонот на председателката на антикорупцијска со осомничени во истрагата, но се уште нема никакви информации со кого комуницирал газда Деко од на дискотеката Пулс и кој наредувал таа кобна вечер полицијата да не пристигне порано и да спроведе оперативната акција. Вие сте тие кои што предизвикувате болка дополнително на овие семејства. И пак ќе ви повторам уште еднаш. Немојте да ги напаѓате полициските службеници. Полициски службеник загина вечерта во Кочани. Еден полициски службеник си го изгуби своето чедо вечерта во Кочани. А истрагата се уште трае. И ви уверувам, секој еден кој што има било каква одговорност и е поврзан со предметниот кривично правен настан, ќе одговори. Ова беше втора интерпелација за министерот Тушковски за време на неговиот едногодишен мандат. Претходната беше поднесена од ДУИ, ова од Левица и двете неуспешни. Тамара, ти благодарам за исцрпниот извештај од денешната собраниска дебата по барањето за интерпелација за министерот за внатрешни работи Панчо Тушковски, која заврши со неуспех, односно беше отфрлена иницијативата на Левица.